civilmedia.mk. Во поглед на одредени најави кои во јавноста ги слушнавме уште во текот на вчерашниот ден, но и претходно во поглед на барањето за предвремени избори, Цивил е на став дека предвремените парламентарни избори или било какви предвремени избори во една земја се шок за системот. Тие дополнително го поларизираат општеството и штетно влијаат како на бизнисот и економијата, така и на сите други сфери во општеството и во процесите. Тие ги одложуваат или ја прекинуваат имплементацијата на важните проекти, важните процеси во една земја. И се разбира, скапи се. Изборите се скапа играчка на политичките елити и затоа е потребно тие да бидат, меѓу другото, и тоа е една причина да бидат редовни во редовен термин. Затоа силна препорака на Цивил е изборните процеси да се одржуваат во редовните термини, а се разбира повиците за предвремени избори се интензивни, го гледаме и тоа, што веројатно е и директен повод за отворање на ваквите дискусии овие денови. Барањата на опозицијата за поединечни оставки може да бидат оправдани или неоправдани се едно, но барањата за предвремени избори постојано, веднаш откако тие ќе се одржат, едноставно не се доволна причина за тие барања да бидат и прифатени. Бидејќи на крајот на криштата владата е одговорна за нормално функционирање на системот и не е должна секогаш да ги задоволува буквално сите апетити, па така и апетитите за власт на опозицијата или на други одредени политичари. Во продолжение да споделиме неколку информации што доаѓаат од мониторингот на Цивил. Вчера беше прв ден од официјалната кампања, тој протече со вообичаените настани што сме навикнати да ги гледаме, се разбира, еден голем дел од политичките чинители се придржуваат до COVID-19 мерките за заштита, меѓутоа еден дел и воопшто не. Можете да претпоставите за кои политички структури се работи. Тие се постојано и онлайн, така што можете да го забележите тоа. Бележиме битна разлика сепак во настапот на одделните политички блокови. Ниту првиот ден од кампањата не помина без говор на омразата и навреди за политичките противници. Кај дел од политичарите кои настапија вчера се бележи рециклирање на стари вицеви и обиди да се дискредитира политичкиот противник. Мониторингот на Цивил бележи случаи на политичка злоупотреба на деца во изборната кампања, исто така. Сакаме да истакнеме уште еднаш дека со овие постапки, со употребата на деца во политички цели, во изборна кампања, се крши член 12, став 4 од Законот за заштита на деца. Тој вели: се забранува злоупотреба на децата поради политичко и верско организирање и дејствување. Кратко и јасно, ова според нашите правни експерти подразбира општа забрана и целосна се разбира за употреба на децата во било каква форма на политичкото дејствување, вклучувајќи и политичката изборна кампања. Не може да биде појасно. Едноставно, децата мора да бидат изоставени од таквите кампањи. Црна кампања се бележи во настапот на ВМРО-ДПМН Ево Битола со рециклирање стари вицеви со цел да се дискредитира политичкиот противник. Исто така црна кампања се бележи и во Кочани, каде што се дистрибуираат летоци со дискредитирачка содржина против актуелниот градоначалник и кандидат на СДСМ за оваа функција Николчо Илиев. Толку од Кодексот за фери демократски избори кој пред неколку дена го подпиша партиите. Понатаму се разбира наша грижа се и дезинформациите, како и говорот на омразата. За дезинформациите ќе видите повеќе, ќе слушнете повеќе, секако и ќе прочитате во емисијата Кратки нозе,
чие второ издание се очекува да биде денеска. Денеска ќе има и низа други видео и текстуални прилози на civilmedia.mk и на другите интернет портали на медиумската платформа на Цивил. За крај, погледнете го уште еднаш краткото видео "Гласаме". На следните избори гласајте за граѓани кои не слушаат нас граѓаните. Градат паркови, а не паркинзи. Не ја изолираат земјата и не ги монополизираат институциите. Градат подобра иднина за сите. Тоа се вистинските граѓани. Тие треба да ни овозможат чист воздух, хумано здравство, некорумпирано судство, одлично образование, развој на културата и уметност, родова еднаквост и права на сите маргинализирани групи. Гласањето е одговорност, право, а не привилегија.